Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме глава 8 од книгата Повторени закони и ќе посветиме малку време и внимание на глава 9. Како што кажав и во претходните епизоди, во оваа книга особен нагласок се става на љубовта кон Бог и послушноста кон неговиот закон. Пред израелците да влезат во ветената земја, Мојсей им ги повтори нештата кои треба да ги имаат на ум доколку сакаат да им биде добро во самата земја. Но, пред да почнеме со читање и проучување на глава 8, би сакал само накратко да се вратам на глава 7. Во стих 7 од таа глава, Мојсей ги подсетува израелците дека тие не се Божи народ затоа што тоа го заслужија, туку поради Господовата милост. Тој јасно им дава до знаење дека Бог ги избра не затоа што беа повеќе бројни од другите народи или пак затоа што беа поспособни од нив, туку ги избра за преку мал народ како нив да ја објави својата слава и големина. Сега ќе го прочитаме 9-тиот стих, кој според мене е еден од клучните во таа глава. Таму се вели: "И така, знај дека Господ, твојот Бог, е верен, кој го пази заветот и има милост кон оние што го сакаат и ги извршуваат заповедите негови до 1000 поколенија." Се до тој момент Бог многупати се покажа дека е верен и милостив кон израелскиот народ, но пред да влезат во ветената земја, Мојсей повторно ги потсети на оваа важна вистина. Тој знаеше дека кога ќе влезе во земјата, народот кога тогаш ќе потфрли и ќе му го сврти грбот на Бог. Затоа им кажа дека Бог е милостив, па кога ќе направат грев, да знаат дека можат со покаяние да се вратат кај него. Сега доаѓаме до глава 8 од оваа книга. Ќе почнеме со читање на првите 2 стихови. "Сите заповеди што денес ви ги кажувам, настојувајте да ги исполнувате, за да бидете живи и да се намножите, и да влезете и да ја наследите земјата, која Господ со заклетва им ја вети на вашите предци. И помни го целиот пат по кој те водеше Господ твојот Бог, по пустината еве веќе 40 години, за да те искуша и да дознае што е во срцето твое, дали ги почитуваш заповедите негови или пак не." За израелците беше исклучително важно пред да влезат во ветената земја, повторно да се сетат на се што Бог направи за нив до тој момент. Тоа е така бидејќи освојувањето на земјата подразбираше судир со народите кои живеат во неа. За да не се исплашат од тоа што ги чека, Мојсей ги подсетува дека како што Бог ги водеше низ пустината, така ќе ги води и при освојувањето на земјата која самиот тој им ја вети на нивните предци. Во стиховите кои ги прочитавме се вели дека Бог ги искуша во пустината. Во Светото Писмо зборот искушение се користи во 2 различни контексти. Првиот е кога на еден поединец или група луѓе им се нуди гревот, а вториот е кога верата на поединецот или на групата луѓе е ставена на тест. Во овие стихови зборот искушение се однесува на испитувањето на верата на израелците. Зошто Бог ја испита нивната вера? Текстот вели за да ги понизи и да им покаже што на вистина има во нивните срца. Знаете, Бог и со нас го прави истото. Некогаш ние мислиме дека сме силни верници и дека многу знаеме за Него, но Бог во својата милост и семудрост често ја става нашата вера на тест, за да ни покаже колку сме слаби сами во себе и дека треба постојано да се надеваме на Него. Стих 3. Тој те смируваше, те мачеше со глад и те хранеше со мана, што ти не ја знаеше, а не ја знаеја ни твоите предци, за да ти покаже дека човекот не живее само од леп, туку од секој збор што излегува од устата Господова. Кога беше искушуван во пустината од страна на сатаната, Господ Исус ги цитираше овие зборови кои предмалку ги прочитавме. Верувам, ќе се сетите на тој настан. Сатаната му рече да им заповеда на камењата да се претворат во леп,
А како одговор, Господ Исус му кажа дека човекот не живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата Господова. Ова е многу важна лекција и за нас денес. Како што лебот, односно храната за телото, го одржува телото во живот, така и Божиот збор го одржува духот во живот. За жал, ние живееме во време кога луѓето ставаат особен нагласок на храната за телото, а речиси и не размислуваат како го хранат својот дух. Тоа е затоа што живееме во свет кој е под силно влијание на материјализмот. Во таков свет, христијаните треба да покажат повисок стандард на живење, грижејки се како за своите тела, така и за својот дух и душа. Стих 4. Облеката твоја не изветве на тебе и ногата твоја не отече, еве веќе 40 години. Ова не е никакво преувеличување. Господ се грижеше за израелците во пустината на таков начин што во период од 40 години тие немаа потреба ниту за нова облека, ниту пак нивните нозе отекоа од тоа што постојано патуваа низ пустината. Ова е само уште еден начин на кој Мојсеј сликовито ги подсетува луѓето дека Бог не ги остави и се погрижи за сите нивни потреби се до тој момент. Стихови 5 до 9. И знај во срцето свое дека Господ, твојот Бог, те поучува како што таткото го поучува синот свој. Затоа почитувај ги заповедите на Господ, твојот Бог. Оди по патиштата негови и плаши се од него. Зашто Господ, твојот Бог, те води во добра земја, во земја каде што има извори и езера, а од планините и долините течат потоци, во земја на пченица, јачмен, лозја, смокви и калинки, во земја каде што има маслиново масло и мед, во земја каде што ќе го јадеш лебот свој без недостаток и од ништо нема да имаш потреба, во земја каде што камењата се железо, а од планините ќе копаш бакар. Бог им вети на израелците материјални благослови доколку тие му веруваат и му служат. Иако сосема истото ветување не им е дадено на христијаните, сепак Бог и нам ни ветил дека ќе се погрижи за сите наши потреби, како материјални, така и духовни. За жал, има некои проповедници кои промовираат нешто што се нарекува евангелие на просперитет и тврдат дека доколку му веруваме на Господ, се во животот ќе ни биде добро, ќе имаме многу пари, добро здравје и многу материјални добра. Но, такво нешто не можете да најдете во Библијата. Во неа читаме дека Бог им вети на израелците земја, која има изобилство од плодови и ресурси, но на христијаните им е ветено дека секоја нивна потреба ќе биде задоволена. Тука сакам да нагласам нешто многу важно, а тоа е дека јас верувам дека не е погрешно христијанинот да биде богат. Ако на некој верник му се нуди прилика да се збогати на чесен начин, верувам дека тој треба да се моли за таа прилика и ако Бог го води во таа насока, треба да ја искористи можноста. Се разбира, тоа се однесува на ситуации кога тој може на чесен начин да дојде до тие финансии. Значи, писмото не ни вели дека христијаните треба да бидат најсиромашните луѓе во светот. Поентата е дека богатството не им е ветено на сите христијани, исто како што и доброто здравје не им е ветено на сите христијани. Факт е дека некои од нас имаат и ќе имаат здравствени проблеми. Всушност, треба да се поправам и да кажам дека сите ние имаме или ќе имаме здравствени проблеми. Кога тогаш еден ден ќе го напуштиме овој свет и тоа ќе биде резултат на некој здравствен проблем кој сме го имале. Некои од нас имаат и ќе имаат и финансиски проблеми. Тоа не значи дека Бог не сака. Но, дури и кога ќе имаме финансиски предизвици и потреби, верувам писмото не учи дека се додека сме трудолюбиви и му веруваме на Бог, тој ќе најде начин како да се погрижи за секоја наша потреба поврзана со финансиите. Во тоа можеме да бидеме сигурни, бидејќи станува збор за Божјо ветување.
Значи, Бог на израелците им вети многу благослови, но при сето тоа им даде и едно важно предупредување. Стих 11. Гледај да не го заборавиш Господа твојот Бог, не почитувајќи ги заповедите Негови, законите Негови и наредбите Негови, што денес ти ги кажувам. Ова предупредување е повторено и во глава 9. За народот беше многу важно да не го заборави Господ и Неговите заповеди кога ќе се насели во ветената земја и ќе почне да ужива во нејзините благослови. Стихови 15 и 16. Кој те преведе преку голема и страшна пустина, каде што има отровни змии и скорпии и суви места во кои нема вода, кој ти извади вода од гранитна карпа, те хранеше во пустината со мана, која татковците твои не ја знаеја, за да те смири и да те искуша, па да ти направи потоа добро. Мојсей го предупредува народот да не го заборави Господ, односно да не ги заборави сите негови дела од минатото, ниту пак зборовите кои им ги даде, според кои требаше да живеат. Стихови 17 и 18. И за да не кажеш во срцето свое, мојата сила и цврстината на мојата рака го здобија ова богатство. Но да го помниш Господа, твојот Бог, зашто Тој ти даде сила да се здобиеш со богатство, за да го исполни, како денес, својот завет кој со заклетва го беше потврдил на твоите предци. Искушението за израелскиот народ беше тие да помислат дека минаа низ пустината и ја освоија земјата поради нивната собствена сила. Преку овие зборови Мојсей им вели: немојте ни да помислите такво нешто. Вие стигнавте до границите на земјата и ќе освоите земјата само затоа што Бог ви е благонаклонет и на вашите предци им вети дека ќе ви ја даде таа земја. Но Мојсей не само што го предупреди народот што не треба да прави, туку исто така им кажа и кои ќе бидат последиците ако му го свртат грбот на Бог. Стих 20. Онака како народите кои Господ ги уништи пред вас, така ќе загинете и вие, затоа што не го послушавте гласот на Господ вашиот Бог. Со други зборови, всушност Бог преку Мојсей вели: како што ќе ги казнам другите народи кои живеат во земјата поради нивните гревови, истото ќе го сторам и со вас, доколку живеете во грев. Тоа значи дека иако во одредени аспекти израелците беа привилегирани, бидејќи Бог ги избра за свој народ, тоа не значи дека го имаа луксузот да живеат како што сакаат, без притоа да бидат дисциплинирани од Бог. Преку овие зборови, тој всушност им ветува ист третман како и за другите народи. Сега доаѓаме до глава 9. Ќе ги прочитаме првите два стихови. Чуј, Израеле, ти денес ќе го минеш Јордан за да завладееш народи поголеми и посилни од вас, градови големи со тврдини до небесата, луѓе големи и многубројни и високи, а наковите потомци за кои знаеш и си слушнал. Кој може да им се противстави на Анаковите потомци? Бог им кажа на израелците дека земјата која треба да ја освојат е населена од големи, многубројни и високи луѓе. Дури во тој дел од светот за нив се велело: кој може да им се противстави на Анаковите потомци? Но и покрај тоа, Бог им кажа на израелците дека тие ќе бидат народот кој ќе им се спротивстави на тие луѓе и ќе ги победи. Зошто? Бидејќи Бог беше на нивна страна. Мартин Лутер има кажано: и поединецот е мнозинство кога стои на Божја страна. Ова е важно и ние денес да го имаме на ум. Да знаеме дека се додека стоиме на Божја страна, ние немаме причина да се плашиме од ништо и никого. Стихови 3 и 4. Но сега знај дека Господ, твојот Бог, ќе оди пред тебе како оган кој гори. Тој ќе ги истреби и ќе ги кутне пред тебе, и ти наскоро ќе ги изгониш и ќе ги истребиш, како што ти рече Господ. Кога ќе ги изгони Господ, твојот Бог, пред тебе, немој да речеш во срцето свое: заради мојата праведност ме доведе Господ да ја наследам таа земја.
затоа што поради беззаконијата на овие народи Господ ги прогонува од пред тебе. Бог, како сопственик на таа земја, ги изгони народите кои живееа во неа за да можат израелците да се населат. Но, во сето тоа, израелскиот народ требаше да знае дека самите тие не се подобри од народите кои ќе ги изгонат, туку сето тоа е дел од Божиот праведен суд. Народите кои живееа во таа земја беа многу грешни и затоа Бог преку израелскиот народ врз нив донесе праведен суд. Векови подоцна тој ќе им суди и на израелците преку Асирија и Вавилон. Стих 5. Не заради праведноста твоја и не заради правината на срцето твое ти одиш да ја наследиш земјата нивна, туку поради безчестието на тие народи, Господ, твојот Бог, ги изгони од пред тебе и за да го одржи заветот со кој им се заколна Господ на предците твои, Авраам, Исак и Јаков. Мојсей му вели на народот: немојте да мислите дека вие сте Божи народ и дека Бог ги изгонува овие народи пред вас само затоа што вие сте добри и доблесни. Не, туку тој го прави тоа поради гревот на тие народи и поради својата верност, односно затоа што им се заколна на вашите предци дека ќе ви ја даде земјата. Знаете, и за нас денес е важно да се подсетиме дека Бог не спасува поради нашата праведност, туку поради својата милост. Како што израелците не можеа да ја заслужат ниту Божјата благонаклоност, ниту ветената земја, така и ние не можеме да го заслужиме спасението, туку само треба да го прифатиме со вера, да го цениме и да не дозволиме поради истото да станеме арогантни или пак да се сметаме себе си за подобри од другите. Стих 6. Затоа знај сега дека не заради праведноста твоја, Господ, твојот Бог, ти дава да ја наследиш таа добра земја, бидејќи си тврдоглав народ. Израелците беа тврдоглав народ и тоа е потврдено на многу места низ Стариот Завет. Самиот Бог им кажа дека се тврдоглави, а и Мојсей без никакво извинување застана пред сиот народ и им кажа: вие сте тврдоглав народ. Верувам дека не беше лесно за народот да ја слушне таа така наречена диагноза, но Мојсей беше искрен со нив, за и самите тие да знаат каква е нивната духовна состојба и кој е нивниот грев. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.